Граѓанските здруженија на лицата со посебни потреби и родителите на деца со пречки во развојот се подготвуваат за второто кампување пред Собранието на Република Македонија. Од утре до недела над 40 шатори ќе бидат поставени во паркот Жена Борец во Скопје. Овој пат се најавува далеку поголем број на учесници кои апелираат до надлежните институции, до пратениците и секако идната влада, итно и сериозно да се зафатат со системско решавање на проблемите на лицата со посебни потреби. Овој пат ќе имаме и работилници, ќе имаме дружење со сите останати граѓани кои што ќе дојдат таму. Значи повторно ќе се одбатиме до надлежните институции да дојдат да не видат. Ќе се обратиме на 120 пратеници да дојдат да не видат. Да направиме муабет што понатаму, да се направи нешто за овие деца и тоа системски. Значи мова системско решение да има за децата и возрастните со посебни потреби. Значи еднаш веќе им покажавме дека како за 5 дена се собираат над 30.000 потписи. Значи тоа може да го повториме во секое време и се побројни ќе бидеме, бидејќи ние сме тука и не си одиме. Нашите заложби се да се решат проблемите на најранливата категорија граѓани, оние кои целосно зависат од грижата од други луѓе. Но нашите заложби се и силно обединувачки фактор кој ни е потребен повеќе од било кога, велат организаторите. Ве покануваме на бакнежи, на гушкање, ве покануваме на единство, бидејќи ние ја нудиме најдобрата опција на ова општество, опција која што обединува, опција која што вери да се обединиме околу најважните работи во ова општество. Еве, да се обединиме сега околу децата и возрастните со посебни потреби. Потоа може да се обединиме за подобро здравство, за подобро школство. Значи, обединувањето ни е потребно и ние иницијативата 5 до 12, идниот Сојуз 5 до 12, кој што ќе се претвори во движење понатаму, ве повикуваме да не се приклучите. Над 30 граѓански здруженија се обединуваат во Сојузот 5 до 12, кој ги сублимира и ревидира барањата од сите здруженија на лица со попреченост и бара системско решение за сите категории. Во тека изработка на платформа која во вид на законски акт ќе биде доставена до Собранието. Поддршка во овие напори граѓанската иницијатива, односно Сојузот 5 до 12, добива од невладиниот сектор во странство. Првиот викенд после формирањето на ова влада, Сојузот 5 до 12 планира голем народен собир пред владата на Република Македонија.